Еден расипан зап може да ве чини живот, алармираат стоматолозите. Така наречените фокални жаришта или народски кажано гнојни кеси и воспаление на непцата неретко се причина за воспаление на бубрезите, алергии, но и срцеви заболувања. Многу често заболувања на клапите на срцето и на крвоносните садови може да бидат предизвикани токму од, грубо кажано, расипани заби. Исто така се вклучува еден комплетен санационен план на оние пациенти кои што им се неопходни срцеви оперативни интервенции, промена на клапи и исто така посебно внимание се обрнува и на пациентите кои што се на хемодиализа. Освен ова, тие се причинители на општи заболувања. Алопеција, тоа е пат на косата, на вегите, на брадата, каде што се бара поврзано со одредени заболувања во устната шуплина. Исто тука е влијание врз очите, каде што се предизвикуваат иридоциклити, заболувања на синусите, на максиларната коска. За да не дојде до болест или воспаление на систем, секогаш подобро е да се спречи отколку да се лекува. Најважна превенција е раното лекување на кариозните процеси кај забите. Еден кариозен процес кој што е во почетна фаза се лекува брзо, во една посета, најчесто е безболно, се користат анестетици за да се избегне онаа фобија која што пациентите најчесто имат и се јавуваат кај својот стоматолог во многу напредна фаза на процесот на кариозниот процес. Според некои истражувања, дури 70% од воспалителните промени во организмот се резултат на фокални заболувања. Токму поради ова, неопходна е редовна посета кај стоматолог и високо ниво на дентална хигиена.